Благодарам, председателе. Ќе бидам кратка, на пленарна седница би се задржала повеќе. Би продебатирала со колегите, меѓутоа сега сакам да искоментирам нешто што паѓа во очи. Пред се паѓа во очи фактот што директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство како да е во земја пропаднат, го нема никаде. Го нема ни во Собраниево, го нема во јавност и покрај тоа што еве денес од представникот од агенцијата го слушнавме тоа што и сите го знаеме. Нештото со кое што се соочуваат и сите агенции и воздухопловството во целиот свет, дека и во Република Македонија и агенцијата и воздухопловството благодарение на пандемијата која што не зафати се соочува со проблеми кои што особено однесуваат на финансискиот дел. А бидејќи се однесуваат на финансискиот дел пак предизвикува и други импликации и реперкусии. Малтене и од представникот беше кажано дека во моментов состојбата во воздухопловство е, така да речеме, катастрофална. Во моментов агенцијата се финансира од само еден извор и предлагам и да се размислува, како впрочем и во минатото што се размислуваше, да се најдат и други извори на финансирање. Меѓутоа, за тоа се потребни анализи, верувам дека ги има во агенцијата и дека и ова раководство продолжило да ги прави. Она што можам да го заприметам и што повторно ќе речам паѓа во очи е покрај финансиските проблеми со кои што во моментов се соочува Агенцијата за цивилно воздухопловство и она што го може да го забележиме по медиумите, дека Агенцијата за цивилно воздухопловство и покрај финансиските проблеми врши масовни вработувања. При тоа сакам да напоменам дека тоа е една од агенциите каде што се највисоки примањата и на директорот и на раководството во таа агенција и претпоставувам заради тоа и во оваа криза и го нема директорот да се појави во јавност. Разгледувајќи ја предлогодишната програма, она што повторно ќе речам паѓа во очи кога го гледате делот каде што постои канцеларија или се опишува како изгледа канцеларијата за поддршка на директорот, замислете, директоров си вработил или планира да вработи или има советник за обука и стручно усовршување. Понатаму во текстот кажува дека за вработените е потребна континуирана обука, за што се предвидени па во финансискиот план дополнителни средства, па се поставува прашањето што го советува директорот овој советник за обука и стручно усовршување. Дали го советува на кои обуки додат да присуствуваат, стварно е нејасно работново место. Понатаму директорот во неговата канцеларија има инспектор за контрола на квалитетот и безбедноста, советник за протокол и односи со јавност. Што работи овој советник за протокол и односи со јавност, повторно ќе речам, го нема директорот, да видиме што го советува овој човек за односи со јавност, можеби го советува да седи скриен како во клупчешка дупка, советник асистент за административни работи. Годишната програма всушност е опишување на одделенијата и секторите кои што функционираат во рамки на агенцијата и од нив можам да кажам не се гледа баш што е всушност предлог годишната програма за работа, заради тоа што се опишуваат активностите на одредени вработени или на секторите кои што ги имаат стандардизирано во својата работа, годишна работа од секоја година. Така да мислам дека предлог годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство, која што ја имаме денес пред нас, не е добра, не дава податоци, односно не дава информации на собранието што се предлага да се работи во ова 21 година во рамките на агенцијата. Повторно ќе речам, имајќи го во предвид фактот што е зафатена агенцијата со финансиска криза, односно на неј се делува токму епидемијата, односно светската криза која што имаме во целиот свет со COVID-19.
проеките кои се... Добро, ајде ќе земам пак збор многу кратко, сакам да и за финансискиот дел, да не должам сега тука. Фала.